Османи Ковачевски и Мари Чики соработниците го доведоа во прашање македонскиот идентитет. Отстапките и сервилноста на претходната власт се покажаа на дело. Премиерот Христијан Мицкоски не е изненаден од бугарската пропаганда и најновите информации кои ги споделуваат тамошните медиуми, дека во извештајот за Македонија кој ќе се гласа во Европскиот парламент следната недела, наводно немало да бидат спомнати македонскиот идентитет и јазик. Според шефот на владата ова е подеднакво лошо како да стои модерен или современ јазик и идентитет. Ова според него се должи, како што рече, на талибанскиот однос на неговите претходници. Сите оние кои што не убедуваа дека само да го смениме уставот и готово сите наши проблеми ќе бидат решени, треба да излезат пред македонските граѓани да им се извинат. На талибански начин се бриши македонскиот идентитет и македонскиот јазик од извештајот во Европа. Тоа дочекавме како народ во 21. век. Ете, тоа го дочекавме. Тоа ни го направија Бујар Османи, Димитар Ковачевски, Бојан Маричич и останатите. Бугарската агенција БГНЕС објави дека најголемите политички сили во Европскиот парламент, Европската народна партија, социјалистите, социјалдемократите и Обновија Европа се согласиле да ги отстранат термините македонски идентитет и македонски јазик од извештајот за напредокот на Македонија. Трите најголеми политички сили во Европскиот парламент се согласија да ги сврлат термините македонски идентитет и македонски јазик од нацрт извештајот за напредокот на Македонија. Се очекува мнозинството во пленарната сала во Страсбург да ги поддржи амандманите на извештајот следната недела. Инаку Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент АФЕТ го усвои извештајот за Македонија во кој на 4 места директно се споменуваат македонскиот идентитет и јазик, тема што предизвика жестоки реакции од официјална Софија во изминатиот период. Според владата со ова однесување Бугарија покажала дека целта не се само уставни измени, туку и понатаму да го негира постоењето на македонската нација. Македонскиот идентитет и јазик во АФЕТ минатата недела добија широка поддршка, односно за гласаа 40 мина, 19 беа против, а 10 гласаа воздржано.